Почитувани, ситуацијата со коронавирусот на владата и Филипче им излегува од контрола. Се зголемува бројката на лица кои се носители на вирусот. Во изолација се и деца. ВМРО ДПМН алармираше дека мерките треба да се преземат пред повеќе од 2 недели. Сепак, добро е што власта во вака сериозен момент, иако со задоцнување од половина месец, кога е загрозено здравјето на граѓаните, има слух за дел од она што го кажувавме и предлагавме. Мерките предложени од пред половина месец, како и мерките од синоќешното вонредно заседание на Комисијата за здравство на ВМРО ДПМН, а кои бараат мултидисциплинарен пристап, денеска ги слушнавме и официјално на пресконференција на министерот. Добро е што се стартува со заштита на најмладата популација, со тоа што следи распуст за децата од предучилишна и училишна возраст, која ја предложивме како комисија. По не знам кој пат бараме да се зголеми контролата на граничните премини, да се употреби мерка карантин за сите оние кои што доаѓаат од веќе прогласените критични земји. И воедно, Министерот за здравство да ја исполни својата обврска и да достави до сите здравствени установи, како од примарното, така и од секундарното и од терциерното здравство, заштитна опрема и средства за дезинфекција за здравствениот персонал. Апелираме институциите овој пат да покажат дека се над ситуацијата и доследно да ги почитуваат мерките. Остануваме будно да ја следиме алармантната состојба и ги нудиме нашите капацитети во надминување на предизвиците со овој опасен вирус. Комисијата за здравство на ВМРО ДПМН ја ставаме на располагање. Апелираме на разумно и професионално однесување на надлежните институции. Неспособноста на надлежните и Филипче не смее да се плаќа со здравјето на граѓаните. Благодарам.